Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа наша емисија ја посветуваме на предизвиците, проблемите, напредокот на занаетчиството. Овде со нас е Сашо Богоевски, председателот на регионалната занаетчиска комора, и Ване Талев, изработувач на оригинални охридски бисери. Добар ви ден на двајцата, ви благодариме на издвоеното време и тоа што ни сте гости во ТВМ телевизија. Ајде нашиот разговор да го започнеме, Богоевски. Како би ги оцениле состојбите во занаетчиството денес? Сте ни биле гостин пред неколку години, сме зборувале за истото, но дали одиме напред или одиме назад? Моментално занаетчиството се наоѓаат во најлоша ситуација во изминативе, да речем, 30 и кусур години. Од сега полошо не било. Имате причини. Имате причини. Зошто? Затоа што едноставно самото Министерство за економија нема стратегија за развој на занаетчиството. Претходната стратегија беше од 2012-2020, што не беше нешто кој знае што, ако требите заници ќе разговараме, и од тога навака немаме нова стратегија. Зошто ни е потребна новата стратегија? Новата стратегија би офатила нормално во најголем дел како би се развивало занаетчиството во иднина. Кога нема стратегија, не знаеш како да го развиваш. Јас уште пред 5 години им напишав предлог стратегија за развој на занаетчиството. Една од битните мерки беше олеснување при регистрација на нови млади занаетчи. Каде што стоеше, например, ослободување од придонеси за плата од 2 години, персонален данок од 3 години. Тоа е една многу добра стимулативна мерка за почеток за вршење на занаетчиска дејност, што моментално ја немаме. Тоа е број еден. Зголемените трошоци при самата работа, а намалениот обем на работа е број 2, каде што самите оние кои сакаат да се занимаваат со занаетчиство во старт се откажуваат. Прво прашуваат дали има некои поволности. Значи се враќам на првото, поволности за регистрација на нови занаетчи нема, осем на мерката на Агенцијата за вработување со грант од 6.000 евра за ново вработени лица, али таа не е само за занаетчи, таа е за било кое лице кое сака при прво вработување да ги добие тие средства. И сега, ако споредиме дека во последниве 2 години со таа мерка имаше во 2023 16 регистрирани кои добиле грант од бирото, а минатата година 15. А во истиве 2 изминати години само по еден занаетчија доброволно се пријавил да врши дејност. Тоа значи дека самите занаетчи бараат субвенција од државата. Чим нема субвенции, нема и заинтересираност за вршење на занаетчиска дејност, без разлика на било која. И како трета, да речем, причина што занаетчиството ја фаќа удолницата е се отворија последниве години неколку погони од странски инвеститори, кои реално се со прилично добри плати, и најголем дел од младите заминуваат таму. Ево и пример ќе ви кажам. Значи, да отворите еден козметички салон, во старт ви требаат околу 30.000 денари трошоци, без да сработате ништо. Ги имате трошоците околу 30.000 придонеси за плата, персонален данок и кирија. Тие се основни работи што математички кои ќе ги соберите од земите се околу 30.000. И са секој млад вели, да јас во старт се мислам дали ќе изам 30.000, а да не остане ништо за мене, па поисплатливо ми е за 30-32.000 додам во овие погониве за производство на резервни делови за автомобили и на први да земам 30.000 чиста плата. Тие се едни од основните причини зашто занаетчиството изумре. Затоа на 5 години го повторувам, битно е да се донесе и стратегија за развој на занаетчиството, да ги привлечиме младите да се занимаваат со занаетчиство. Кој што сум можел јас ево 32 години да работам, или Ване
си од него вработен век му е за нечија. Така. И младите би можело да почнат, али неопходна е помош од државата, која моментално ја немаме. Така. Најдобро беше, најповолно беше негде 16-17 година, тога премиер беше Груевски, даваше овие не ги измислив јас субвенците, тој даваше 2 години ослободување од придонеси за плата и персонален, и тога имаше интерес кај младите. Плюс дополнително, ако ги добија средствата од Агенцијата за вработување, тоа е добра основа за отпушување на нов бизнес. Да, и на собствен, да речем, за најчиски бизнес. Талев, самите споменавте, едно од оние семејства кои што се познати, надалеку проучувани и наши амбасадори изработувачи на оригиналните бисери. Како вие ги оценувате овие состојби? Па, да ви кажам искрено, убаво рече господин Саше, занаетот, конкретно било кој занает, Така. Не е заштитен од државата, во секој поглед. Така. И затоа младите полека барет друго чаре, убаво рече Саше, ќе се пикнат во некоја фирма, ќе си зема 30.000 и не мисли за ништо. Така. А вака, ако си имат собствена фирма, без никаква помош, треба да ги направат прво тие 30.000, па ако плаќат кирија за дуќан уште X Така, стотици евра, се високи, и така. тек после остварување на тие средства може да мисли за Добивка. некој, добивка малте не во последно време е мислена именка, него за еден пристоен нормален живот. Правиме муабет. Така, Значи, така и до тоа е тоа тоа. стигнаме. Па, по мене, јас потполно се сложам со И Саша. да се надополнам само на Ване, искрено неговиот занет е сезонски, Да, предпоставувам. да. 80%. Да, значи охриѓани немате некоја традиција да купите охридски бисери во целост, не дека никој не би купил. Така, Али тоа дека јас потрошувачката е тогаш предпоставувам од она што поголема. го гледам од чашијата кај што веќе 32 години сум и јас таму. Ван има мртви месеци октомври, ноември, декември, јануар, февруар, март негде. До 15 марта. Е така, кај што мора да ги извади овие трошоци што самиот ги За да ги ги покрие прикажи. останатите Да. месеци. И нешто да остане за него. Тој предпоставам дека едве ги ваѓа трошоците за државава. А камо ли да би останало нешто за него по земно време и сметките за струја се повисоки. Сите сме на Индустријска струја имате, а имам сте за три пати наечи, разговарано, неколку имам. пати баравте за наечиска Јас сум, струја, тоа не друга го тарифа. спомнавте, вие не е битно, и подпредседател на Републичката комора. Кој господинот таму за Бесимовски, за регулаторната комисија, неколку пати бевме, значи ние баравме струјата да е за занечите некоја вредност измеѓу скъпа и ефтина за домакинство. Да речеме, ако е 5 ефтина, 10 и е скъпа, околу 7,5 денари да би била струјата за занечите. Некој може И да, некој да, и да компромис. се викат занечиска струја. Така. Значи, Вие не сте јас како индустрија. председател на занечите, јас ги штитам интересот за искрено на занечите. Апсолутно тоа ви е задача. Трговци и други субјекти мене не ме интересираат. Тоа што тој сакаше да каже да вие занечите барате занечиска струја. А малите дуќанџи трговски ќе барат, не знам што ќе барат. Јас искрено кажам, тоа не ме интересира другите што ќе барат. Јас се гледам состојбата во занечиството. Пак повторам, ван имат мртви месеци. И појкето во градот. Така, и што цела работат чашија. Значи, со било да занаетите, помирите што? поручек чашија, знаеме како изгледа чашија. Така е, дефинитивно. Аз сме на индустријска струја. Самиот збор индустријска и занечиство за уво не е соодветен самиот збор индустријска струја за нас. Баре, ајде му викам крајно, пак нека истава цена, ма крстите за занечиска струја. Бар да имат вака уво да се изнасмејме дека Сашо ко занечија плаќаат 19 денари по киловат и не знам јас некој што е 10 пати појак со самото работење, а плаќаме иста цена Така. струја. Не е реално, не е коректно. Индустрија е едно за Да. наечиство. Да се надоврзам на Саше, значи до пред 3-4 месеци, појќе од 4-4,5 илјади денари не ми идеше на дојчен струја. Правиме муабет за индустријска. Така.
последниве 3 месеци испод 9000 не е дојден. А истото е. Немам јас некој трошач на енергија нов, климата што работат, сијалиците навечер и тоа е тоа. Така да тоа е драстично, не е само 5, 10, 15, 20%, тоа е поиќе од 50, па не 50, 100%. Од 4,5 до 9 е 100%. Буквално 100%. Да, така да тоа е малку незгодно и непријатно и секош ми било танк кој ќе рече она што рече Саше, индустријска. Индустријска во индустријата, а во трговијата и занаетчиството не можете индустријска да е дефинитивно. Но ете со години немаат слух и ништо не се направи на тоа. За жал не. И ова е тоа што влијае самата стратегија за развој на занаетчиството. Значи самата струја. Да. Значи таа треба да се дефинитира. И е проблем. Не само за мене Голем и за проблем, ване. голем проблем, Значи со да, кого голем да трошок. разговарате е проблем. Значи кога во една стратегија би се напишало дека струјата за занаетчиите е толку и толку или летна или зимна, било како да се најде некој решение, каде што би биле задоволни занаетчиите, би било поинако. Така. Колку занаетчи имаме во моментот регистрирани во Охрид? Занаетчи регистрирани во регистарот на занаетчи се околу 200, а беа 280. И имаме Тоа е големо околу намалување. 100 вршители на занаетчиска дејност, тоа се правни субјекти регистрирани како ДОЕЛ и ДОО, меѓу кои другите и ВАНЕ. Во нив сега тука законот кој се донесе во 2016 година, сите вршители на занаетчиска дејност, регистрирани како ДОЕЛ, односно правни субјекти, со новиот закон има врска да се регистрираат в комора и да извадат занаетчиска дозвола. Значи негде од 500 фирми што ги имаат во централен регистар се само 100 регистрирани, односно вршат легално занаетчиска дејност. Сите останати се подложени под голем ризик, немаат занаетчиска дозвола, немаат лиценца за работа. Ване и неговата фирма негде, уште јас кој станав председател 2011, веднаш после тоа неговиот татко мајстор Климе се зачлени в комора. А тога немаше обврска да се зачлени. Човекот нашол некој интерес дека ко занаетчија и тој треба да припаѓа во занаетчиската комора. Ние во основа сме занаетчи, Занаетчи сте. дефинитивно. Значи така по да, законот сте вршители на Така занаетчиска е. дејност, Така каде е. што таму јасно пише. Без Јас разлика имам како голем сме проблем. регистрирани, Тоа е ваше, вие сте одбрали да сте дојден. Така сме одбрали, така и Тоа е ваше. Така е, така И е. све си е законски регуларно, тука ништо не е спорно. Не, Јас така имам е. голем проблем со автомеханичариве. Милитам, јас се сум занаетчи, јас сум доел. Значи едно со друго не му се совпаѓа. Да. Ти биди доел. Ево и Ване е доел. Ама тој е занаетчија, не е заболекар. Вршител е, Не е заболекар, тој не е нотар. И наведено е во законот. Вршителот на занаетчиска дејност е занаетчија. Така. И производител, не трговец. Да. Тоа е голема разлика. Има огромна разлика меѓу производител и трговец. Значи трговец никако нема да биде занаетчија и не е. И в комора немаме трговци. Трговци, така. На што се кои занаети сега ни се моментално најзастапени? Фризери, козметичари, бербери. Значи тоа стално ги имало најмногу и најмногу ги има. Кои се најдефицитарни во однос на минатото? Најдефицитарни се кондураджиите, шнедерите, фризерите, клучарите и они веќе кои ги нема самарджи, опинчари, казанджи, тие се во една категорија на Сплачуваме дека и овие делодови занаети ќе изумрат. Тие изумреа, ги нема, не Тие што ги постојат. немат Се готово да се плашиме ли стори. дека и овие другите ќе Со изумрат? дефицитарни, значи последно заменик министерот за економија Маријан Ристевски есента разговаравме. Тој покажа доста интерес да се поможи во занаетчиството. И со она стратегија што јас им имам напишано, опфатени се дефицитарните занаети. Што треба за ним? За ним треба државата да им покрива сите трошоци. Пензиско, здравствено, инвалидско, персонален данок. Инаку тие не може никако да обстане. Ево, разговарав последно со казанджија. Јас ли можам да направам 2 казани во годината, по 350 евра, 700 евра. 700 евра се 40 или 45.000 денари од прилика. 45.000. А има 130.000 даначки само према државата.
И сега што правиме со Како него? тоа е невозможно, едноставно да се И пошто. што да правиме со него? Тој да сакат и да некои работат не пријаве, надиво. А ако работат надиво, како човекот ќе оствари право Пензија. на пензиско, инвалидско и здравствено, што е многу битно. Кој што врват годините, здравството се поќе ти е Му е потребно. потребно, така. И, значи, она што ти е во Министерство сектор за нечисто во Министерство за економија, овисто што го разговарам, јас го разговарам и со ними. И ова се што ми кажам е прифатливо, значи е реално. И доста сум отворен таму и немате извини од моја страна. Зошо? Затоа што ниту еден од ними, кај што најголем број се правници и економисти, не може да ги знае проблемите од мене како за нечија. Некој председател, тој председател го тргаме настрана. Така како за наече, Како за човек нечија, што- ниту еден од ними не ги знае проблемите колку што ги знам јас, Вани и останатите за нечи. Значи, она стратегија јас што ме понудив. Ја понудив од самото моје искуство во работење во изминативе 30 години, усогласено со постечкиот закон за нечиство. Ништо не е измислено, ништо не е ново. Само реалната слика на занечиството ги е представено во самата стратегија за И да се Разумно. спроведат во пракса тие предлози. сега можда да, за ним е Дефинитивно. поценувачки, да речеме, јас и Ване да му дајме ними стратегија. Да. Така испаѓаат сама ситуација. Добро, Дека тие меѓутоа, све вие сте знаат. најкомпетентни за да Ама ја јас дајте му кажав, бидејќи ако тука вие сте знаете или во појќе занаетот. знаете, дајте ваш предлог. Така. Ние не се лутиме, ние не велиме дека ние све знаеме, а вие не знаете. Само Ево, да е ако во вие интерес на знаете, сите. да. Дефинитивно. Направите стратегија што ќе е усогласена за развој на занечиството. Претходната стратегија од 2012 до 2020 и прво таму беше спомнато дека занечиството е ниско профитабилна дејност. Така. Тоа беше единствената цела вистина во самата стратегија. Кофинансираја набавка на опрема репроматеријали, Така. најпрво до 80%, па 70%, па на крај стигна до 60% до 40%. И ме убедваа дека сама држава се грижи за занечиството со тоа што ги субвенционираат за набавка на опрема, репроматеријали и алат. Кога направивме заедно математиката, испадна дека за 8 години максимум што би можеле да земе тоа се 900 за нечи за 8 години во цела Македонија. Ама останатите до 10.000 за нечи, ај 900 ќе земе. Уште 9.000 или 8.000 за нечи што ќе земе. Што ќе каже тие дека државата ги субвенционирала. Тука нема Дека закаснале на проектот. така. Така. Сите нека закаснат. Сите навредни нека се пријават. Бројката максимална по сумата тие што ја даве беше 900 за нечи. Така. Значи наведено Тие толкава е 900 ќе се сумата. привилеговани од страна Да. на Тоа Така не сакам да изгледува. го не сакам Така да го ќе Ево јас коментирам. го кажувам, тоа е тоа, Не го дефинитивно. коментирам затоа што не сум го видел. Кому уште. пријател, кому Да. роднина, кому побратим и тоа е Така. тоа. Ване, вашето семејство прослави еден век. Точно. Така беше. Традиција, еден век негување на занаетот. Ајде малку Да. позитивно. Ајде малку ова да го Дефинитивно, слушнеме, да. да. А минатата Ќе се вратиме година- пак на реалноста и на темите, меѓутоа сакам да го слушнеме. На 29.6. Направивме 100 години од Ви сте една почеток завидна на- бројка, Да. честитки на тој Па баба вреден ми- јубилеј. Благодарам Сонче. Баба ми покојна велеше 100 години, синко, да ги броиш се многу, а не да ги издржиш и во секакви и бурни и убави времена така. и така да. Ето така почнал мојот покоен дедо 24 година, 1924, па татко ми е втора генерација, јас сум трета. И Имате сега- наследници. Имам. Дал Тоа е Господ ми даде најважниот. Господ 3 сина, така да браво. најголемиот веќе официјално си е четврта генерација. Така, веќе работи. Климент, да. Веќе наследира. 4 години интензивно си работа детето. Тоа е тоа што радува. Јас сум, што велеше пак ја спомнам баба ми, тај до njega, демек Така. до него, тој си е, сега си е терат работата. Браво. Така да, Одлично. добро е, фала Богу, луѓето припознаваат и што ме радви најпојке, значи за странците не ми е чудно. Тие се
релативно поинформирани од македонците, меѓутоа во последниве 5-10 години веќе и македонците, нашите земјаци, сограѓани, припознаваат кој е кој, шо е шо. Тоа е многу важно. Информирани, Тоа е многу важно, едуцирани бидејќи вие се и соочувате. циљано си идет надуќан, демек вие сте талеви, ако сакат ќе му објаснам шо како. Така, ако така. не, директно то и то, благодарам, пријатно и тоа. Кај вас тоа е многу важен сегмент, бидејќи често пати токму вие се соочувате со таа многу нелојална конкуренција, која во суштина тоа не е конкуренција, тоа е сива економија што се прави. На секој чекор да се пишува дека се продаваат охридски бисери кои што немаат буквално никакви допирни точки и немаат традиција. Јас секому велам кога ќе спомени тоа што го спомнавте вие, таков бисерџија можете и вие да станете. Така купуваш бисер, некој препродаваш. паренце в джеп, ќе ојте мало надвор, кај што продаваат пластики и стакло и ќе станете бисерџија. Меѓутоа не е тоа. Ма тоа не сме да се Јас уште дозволи. имам на ракава вчера работав до пред полноќ, до пред легвење. Нормално јас мачкам, син ми нижит. Така, И така, потребна е ние сме поголема 20. заштита тука. И дефинитивно, да, меѓутоа ево досега во овие години татко ми преку 60 години работеше на занаетов. Јас последниве 30 и кусур години, да, и син ми е од 4 години. Дефинитивно на ниедна заштита од државата немаме наидено. Ипак ние сме брендирани, Така. заедно во пакет со филеви. Така, како двете семејства кои што го изработуваат. Како изработувачи на оригинал охридски бисер. Така. И тоа треба да се почитуваат од сите Тоа страни. е патент. Така е, И тоа треба да се дефинитивно, почитува, треба да се забрани овој увоз на пластики кои што го имаме За- во тршијата, бидејќи не имаме треба да ви огромен број кажувам. измамени гости. Така е, дефинитивно. Трните од Чинарон до Сета Софија, Десетици појќе дојде. јас и ќе го демантирам Саше на некој начин, немат појќе фризери, бербери и тие работи, него имат бисерџи, надри бисерџи, јас ги викам. Трговци. Значи, жалосно. Трговци, значи. Не, ама да тргуваш со бисер, да, ама Така, и да се пише со дека фейк, тој со бисер лажно. ка. Ова е лажење, така. ова е измама. И како охридски бисер, сем мојата фамилија, никој во светот не сме да го користи тој име, пошто е заштитено со географско потекло. Така. А тие на А сегде секој по чекор. чарши е оригинал охридски бисер. Така е. охридски Дури и лажни бисер. сертификати, дали знаете дека има? Жалосно, да, Значи, да. малце Нашиот невкусно ќе ја сертификат кажам е вистината. заштитен и- Лажни сертификати Да. носат. Гостите кои што жалосно. купиле во тие дуќани прикажуваат лажен сертификат од бисерот. До тој степен се оди со манипулацијата, Така е. тоа се лаги. Па, лакомијата за профит со неа е голема, во денешно време поготово. Луѓето не бират средства Да, како да стигнат како до да поќе пари. стигнат до појќе пари. Меѓутоа, Треба парите поголеми не се све во животот. Јас мислам дека тука треба малце поголеми контроли од страна на инспекцијата. Значи, Така е. да биде Се забрането, служвам, едноставно не можеш да дефинитивно. продаваш Да, таков бисер. да, се кога не служвам, го меѓутоа, произведуваш. И Со децении го жалосно, збораме ова и жалосно, никако да ево, успееме. Ама не. Да ги Дефинитивно промениме немат некој голем интерес да се то промени. За жал. Да се то промени. Ево, само накратко, ајде, Зашто за секоја една работа, ако го изгубиш образот, Така, готов си. така Те е. немат. Така честно е најважно да се работи, така. Само ќе се надовар за мновањето, огромен проблем што тие го имаат и го знам одавна. Сега, тука што се користи најмногу од страна на тие трговците што се представува дека произведуваат охридски бисер. Да. Има шифра на дејност, изработка и продажба на бисери. Не е наведено охридски бисери, не на бисери. А, да. И тој си така се и тие регистрира. тоа. Тој си се Тој регистрира модус. со изработка и продажба на бисери. Да, и дури и Што на тој тестите бисери, ги има. бисерот од ване, нема никаква врска. Апсолутно. И сега, ко странец или јас ко хриганец, мене воопшто не ми е битно
дали Ване го нижел бисерот, Ма не или знаеш. овој, тоа што Не не знаеш, знаеш, затоа или што овој не само го знаеш. препродават бисерот. Така е. Не, Све на наоколу- името пише наше се Охрид влече Прл. тие, на Охрид некој начин. Прл. пишува на и дуканите. са бисерот ко бисер, фино спакуван, што може да паковката поќе коша од него тие бисери што Дефинитивно, продават да, натре. тоа е И тоа 100%, све убаво фино изгледат. И го купиш не баш по ефтина цена, Не. во споредба со неговото Не, што дури е. може би исти се цените до тој степен. Дури во некои Е, дуќани и и поскапи може се би и него во поскапи. И нашите. во самата, и уште тоа него да кажа, во самата регистрација, Ване е регистриран да речеме Охридски бисер Талеви. Јас ќе се регистрирам Охридски бисер 1925 Боговески. Бугајски, или нема ни да оставам Бугајски. И нема. Охридски бисер 1900 25-та година или 47-та година. Да, бе, како- Било како- што. како- Соња, што- некои Само се, за да некои не се се дрзвет, да дозволи. извини. Само да не се вклопет моето име, исти назив да неме мојата фирма и неговата фирма. Централниот регистар ти прифаќа. Толку, Ако толку, неговото толку. име е Охридски Многу бисер лесно Талеви, за мојата ќе манипулација. Охридски бисер Талеви 1924. да. И неговата и мојата нема никаква врска една со друга. Јас работам слободно, со бисер што нема врска дека е изработен на оној начин што тие го... И Тука затоа е ти има потребна проблем што заштита. реално гледано тука и многу државата не може да му поможе. Што ќе му поможе? Не, мора се да има пријавим со некој... изработка на бисер Ване. Мора да стои... Што ќе му прави? Не, мора да Ама стои не, како јасно Охридски дека не е бисер правиме Охридски му, бисер. географско Тој ќе гледа потекло, позади географско- Охридски бисер. Не, тоа па све не да може. да. сме. Не тука сме. не може. Документовано Е, не не сме. сме. Ние сме заштитени во тој поглед. Или И на дури джамот ќе некој- напише некој на се излогот. дрзвет Да, Охридски бисер Да ќе кажат, напише. има 2-3 фамилии, што јас тоа го имам видено со своји очи, дека наводно од 23-та година име традиција. Дури и пред нас. Да. Што е ноторна лага и мислам не е коректна. Срамно Не ви е кажав коректно јас и дека према нас дури и према сертификати сите. имаат. Да, Лажни да. Па нашиот сертификати сертификат имаат. е на база на златната медалја во Брисел. Во мала верзија е документот од Брисел заштитен со сувжик, со логото наше, асиметричен бисер познат кој го доби кралицата Елизабета своевремено. И 99,9% е заштитен и тој сертификат мала веројатност е некој да Уинакви го... се, не е важно, за печатирани, мамење. подпишани, За пиши мамење. сертификат, Да, меѓутоа сертификат во нашето дека е не Охридски. пиши сертификат, него пиши географско потекло, Охридски бисер, Така, мајстор Климент. така. Фамилија Талеви, мајстор Климент. Пошто татко ми ја доби таа златна медалја. Така. И така, и Така е на, заштитен, на така ова стои. планета таа златна медалја е највисоко признание. Највисоко признание, пошто Брисел, Еурека е светски сајам за рачна работа. Така. Модерно сега речено handmade. Така, и сега на вакви достигнувања, на вакво нешто, да имаш ти пластика, да ги лажиш гостите, е срамно. Жалосно, мислам, меѓутоа тоа е тоа. Се надеваме во иднина дека ќе се регулираат тие работи, па Така, дека ќе биде подобро. Така, а Бугаевски, има некои субвенции кои што ги дава општината? Ема колку тоа, колкави субвенции се, колку тие помагаат. Знам, видов дека имаше сега јавен повик Да. скоро. Значи, изминативе 4 години уназад од општината добиваме по 300.000 денари субвенции. Тука огромна благодарност до градоначалникот Пецаков. Тој прв кој го финансира за нечиството во последниве не знам колку уназад години. Благодарност до него, благодарност до општината. Сега тие дава 300.000 денари годишно за ова година е за дефицитарни занаети и занаети во изумирање. Така. И морам тука да нагласам дека имаме одлична соработка со секторот за туризам и локален економски развој. Све што не ми јасно прашуваат крајнец комора и тоа е точно така треба. Ако не Треба да знаеш се прашај. функционира. Да. Така. И се листани имат в комора кои се дефицитарни, значи немој да е секој, си имат и дефиниција и со одлука на собрание на комората се издвоени и дефицитарни занаети и традиционални занаети.
Една година земе дефицитарни занаети, една година земе традиционални занаети. Колку ќе се пријави, да речеме 15, ако се пријавили и сите ги исполнат условите за Така. добивање на средства, тие 300.000 се делят на 15. Ако се 20, се 20, ако се 10, се 10, некој пропушил нешто во документите при јавниот повик, битно општината е коректна, објавува јавен повик, учествуваат оние кои се наведени во јавниот повик Така. и навремено Значи има ги поддршка, исплаќа. така, Да. така. И благодарно со шенуш повторам што досега е во 32 години с работам за нечија, само последниве 4 години сум добил субвенции од општината. Одлично. Одлично, убава вест. Добивате ли вие, ево во изминатите ваши 30 години, сте добивале ли некаква поддршка покрај овие награди кои што ви греат душа, сигурно? Дали имало некаква поддршка држава, општина? Само еднушка, пред неколку години, баш тогаш и по иницијатива на Саше да е жив и здрав, ми потенцира тој дека како не на изумирање, него на традиционалните, нели? Јас се пријавив и негде 6.000 денари, али ми се најдоа. Не можам да речам, јас сум благодарен, ми се најдоа, си зедов вајре и од тие 6.000 ќе направиме 10.000. Така. Ето, така. Било каква да е поддршка. Секој, како велат за најголемите бизнисмени, и сите тие почнале од 1 динар. Така. Така да... Секоја помош е Секој е добре дојдена, во секој поглед. Не е битно. Колку не може, е битно. толку ќе Така, поможе. така е, се сложувам. И Значи, јас то ми пак беше да. поентата дека еднаш во овие, ајде да не ги речам 101 година, последниве 5-6 години. Така. Да. За прв пат некаква било каква Иначе како поддршка. бренд, требит сега помош. Фала Богу, ние знаеме да работаме. Вични си сме во својата работа, меѓутоа заштита треби дефинитивно. Така, поголема заштита вам ви е потребна. Кажа, Саша, како може да помогне државата за да привлечиме млади? Значи, тоа е начинот. Тоа што го имате и понудено во стратегијата, за да можеме да привлечиме млади да се вратат на занаетите. Многу тешко, моментално многу тешко. Дури не се изготви таа стратегија што им е понудена, па сега тој досегашниот што го имаме таму раководител на секторот за занечиство, го напредили во државен секретар во Министерство за економија, па сега сме имале некоја нова Наташа, што уште не си имаме сретната, да се запознаеме, Така, да и кажеме дека имаме стратегија, како да го развиваме. така. Сега да речам, не може што работи тие таму, кој ние не гледаме никаков бенефит од нивното работење. Така. Можете името сум сад и работа. Ама што сум добил јас од тоа што тие таму работи. И ако толку све знае, затоа може да и не вике. Може да све знаат, нема потреба на што да попарат помош, али пак повторам, им треба помош. Им треба помош затоа што ние занечите сами си ги знаеме проблемите и ние најлесно можеме да им помогнеме ако сакаат нешто да постигнат. Дека сработале. Не морат ние, нема да се фалиме дека Сашо Херо испадна донесе стратегија ван не му помогне или не е битно како. Така. Тие нека се фалят како сакаат нека прават. Битна е стратегија да го вратиме занечиството во еден прав колосек, ќе ни треба. Значи дефинитивно било кога да е ќе ни треба. И ова бирово што се има овде за нечија го изработил. Не го изработил ни заболекар ни адвокат. Така, Ми е страф еден ден да дојме во ситуација да нема ќе ги биров. нема, па ќе ги нема и веќе одиме на тој правец да ги нема. Да, затоа треба да сте погласни па да ве слушнат. Уште Заев премиер кој беше уназад колку имат години баш испадна на ситуација да го пикнам дуќе натре да му објаснам некој работи, јас како гледам на работите и баш чудно му беше. И викам премиере, ќе ви паднат пантолите, не знаат со Да, не ситно знаат како е. ќе ви паднат пантолите по чашија дупче на кај што не ќе имат кој да ви отвори. До Па таа така. ситуација ќе дојде. Па Ама натака, уште вистина одиме не го натаму. сваќаат то сериозно. Да, Значи, да, кога ќе да. дојме во ситуација, во таква ситуација, Мајстори и веќе сега што да вистина е правиме? тешко да се Така? најдат. Така е, време е Значи, за да се не итно знам, е, значи, итно е. а и овие занаети што ги гледаме, фризери, козметичари, бисерџи, не е битно.
Ама ние немаме, да речеме, овие машинските дејности, немаме заварувачи. Немат, не знам... Плочкари, да, многу е тешко да се најде водоводжи плочкар. имат, ама ги немат водоводи. Малку, многу Предучи малку. што не ги гледаме, има доста дејности А се многу важни. Многу важни. Ево, јас како председател комора не може водоводжија за дома да најдам. Да. Ние Ево. плочкар А ги имаш- можевме да најдеме. Ги Мислам на немаш. не, ги имаш на хартија, Да. а ги немаш фактички. Немаш. И сега тука со овие ваквите некои специфични дејности, водоводжија, плочкар, паркетар, тие обично работат во државни институции, да речем, нема е за нечиството приоритет. Да, ова му е после Ова му работа. е хоби. Хоби после работа, некој Ама денар како би плюс. било супер Програм имене, плюс. имене да ми е Имена. кронораджиска на работа хоби, знаете како? Да ми дај некој плата Шубо. и ова да ми дојде како хоби. Колку е убаво некој друг да Од мисли. 6 до 8 навечер, 2 сати, 2 Најубаво пара. и најлесно. Да. Та Зато сакам да ме ги имаме, а прашам. ги немаме. Да, Ги имаме, а ги така е, немаме. така е, така е. И- Сакам да ме прашам, Вале, некојаш младите бегаат од занаето токму затоа што е тежок. Причината е, овде нема работно време, од 8 до 4, Нема, од 7 нема, до 3. нема. Некојаш се работи и по цела ноќ. Некош да иди свело, прво ќе почнам со татко ми и по 20-22 сати. И да заспијат буквално на шичето, на черчето. И кога ќе станев јас во тоалет, татове, сеја синко ќе си легнем. Јас да иди свело исто, 16, 18, 20 сати, кога имало порачки, кога биле убави време. Син ми исто се интензивно, значи неколку сати надочен, другото ќе ојд, ќе одморит, ќе ручат и Пак терат со чечето. Нема тука Така е. престанување за станување. Нема работно време. И само ќе се надовазам на Саше, како позитивен пример наш, за она младите што бегат. Ево, јас сум пресреќен и горд што мојот најстар син Климент си се зафати со занаето. Тоа е И прво. сега пак ќе ја спомнам баба ми, значи утре да замижам, знам што и кому оставам. Така, тоа е најголемијата Тоа е радост. најголемата предност и гордост наша, да речам. Што ето, средниот син си фати по друг пат, тој си е уште еден испит има, ти си дипломиран на Финки. Пингвинчево, најмало, јас така си го викам Александар, тој вака по растењето, мислам дека ќе се приклучи према најстариот брат и ќе си се заедно Одлично. во работата, во фамилиарниот бизнис, Така. станаат. Така да Супер. тераме Тоа е се, многу полека. важно, тоа е Ипак, многу рековме, важно. образот, бар за мојата фамилија, секој бил најважен. Така. Саше Чевлари на рака веќе се бројат колку ги Да, имаме во значи, градот. Ти Бога ми си точно. еден има комшија го познава, замина во пензија пред 2-3 години, го нема колку Чевлари имаме денес. Уште четворица. Четворица Уште вкупно. да. И кои ќе се Со пензионираат тебе. тие, Со си мене, Со си тебе, јас сум помираџи. Уште колку Јас имаш сум до најмладиот, пензија? Ти си значи, са најмладиот? 54 години, да. уште За 10 десетина. години не ќе има ниту еден. Ево, Ване го Другите се прашувате. постари? Да, сите се постари од мене и пред мене ќе замине пензија. За 10 години ќе нема ни го Чевлар. прашавте, едниот од синоите, најмало едниот ќе продолжи за наедо. Да. А син ми мој не ќе да слушни. Очекувано. Затоа што самиот Затоа што гледат колку е кај вас едва и самиот плата заед. се ваѓа денес, со ова ефтина Ама роба видите, кинеска, веќе значи, плата не се син- ваѓа. 22 години има син ми, откако почна некои работи да ги разбират, ба се погоди кризен период во самото занечиство. Инаку са да бидеме малку реални, имало години кај шубо се заработувало, не е спорно. Не дека си ве 32 години Биле лоши. не чинели било Така, лоши. така. Рака на срце, значи имало стварно, кај јас во една прилика му кажав, кој ќе заработам, јас самиот, него 20 професори во гимназија. Што не беше мала работа. Така и треба да е, Ами затоа така што беше. работите по Ама цел не ден. кријам јас. Вредност Така и и треба труд да е. треба да се Многу исплати, работи, дефинитивно. во многу секој работи поглед. семенаја, најмногу со кинеската роба. Тоа е тоа, таа е Тоа ефтинарија, кога сруши влезе, све. сруши се. И така да ситуација има Шнајдери. кај што Во иста самата состојба. поправка иде поскапа од Од Новата генерално чевла. нови да Да. купиш. И Нови сега во јас- наводници да. нови, нормално. 500 Тоа е денари. нишо И сега јас пластика. треба да чекам патики Кај, од глупост. 8.000 денари да дојдат, за му земам 300 денари. Да. И не ми многу му се види. Абе, многу 300? Абе, са не ти бе многу 8.000 да за нови, са многу тие 300 денари за поправка да дадеш. 2 кафи на Никако, кафана. да. Толку е 300 И денари. затоа овие толку. Многу не се да. вреднува. Не, се за ни жал. вреднува. За жал.
Не се вреднува, тука е проблемот. Индивидуалниот труд и занајот за жал во општо земено во Македонија е на маргините. Да. Тука е потребна помош од државата, ама ова што ние го разговарам, нека од нив треба стварно да сватат дека е така. Значи, уназад сум имал средби и со Заев, и беше и Ковачевски, и Мицковски. Значи, овие се темите за нечисто. И се мога објасниш истото. И сите климки со главата, да, така е. И добро, така е, во ред, така е. Сега пак велам. Ево сега застуда овие 2 недели, лодовошките настрадаја, така? Лом се направи. Земјоделците ќе добијат субвенции. По основ на тоа, по основ на продаден тутун, продадена зелка или било што, се субвенционира. Така. А зашто не субвенционира, да речеме, еден филиграниста кој буквално не работат од 1 октомври до 15 март. Не работат, луѓето му е заклучен. Никаква поддршка. Одит работат вкујна по ресторани, трета смена. Да не го гледат што работат, од срамот. А тој во месеците октомври, ноември, декември треба платит придонеси. Плюс ова додатна фискализација што ја направи. Тоа сакав да ве прашам, последно слушнавме за таа фискализација која што се однесува на оние занаати кои што се во централното градско јазо. Значи, тоа е нешто непромислено, тотално непромислено. Најпрво решенијата беа готови за паушално доначување во петок. Се извинувам. И се јави од управа за приходи, са што кажем понеделник да се иземет решението за паушал. Истите тие што се јавија понеделникот ми се јават пак да не иде да ги земет, имате измени. И што се измениве? Дел ќе бидат фискализирани. И кои се делат? Фризерки, козметичари, филигран, бисери и автомеханичари на цело подрачје на општина Охрид. А овие останатите во централно градско подрачје. Образложение, појќе заработвале. Од кога појќе? Од лани или од доламнани? Значи, што е најтрагичното? Овие сиве сега што се фискализира не се нови. Да речеме новси, идат комисија од управа за приход, гледат дека не исполниш услови за паушално доначување и те фискализираат. Ама овие сите се по 10, 15, 20 години уназад паушално доначени. Значи, реков на директорката за финанси, прво вие што треба да направите, да ги казните тие вашите инспектори што уназад му давале паушал. Како са лани, со истите ножици, со истиот фен, на истиот стол и истиот закон, без никаква промена на законот, лани можел да биде паушал, годинава не можел да биде паушал, ќе бил фискализиран. Од кои причини? Биле високо профитабилна дејност. Кој? Фризерките, козмичарките? Каде? Зошто градско подрачје? Мислите дека е попрофитабилно него да речеме фризерски салон во Влашкамала. Ево, јас упорно ви кажам дека Влашкамала фризерски салон е попрофитабилен него во центар. Да, поголема е киријата во центар, сигурно. Па тоа е тоа што му скажа. Значи, таа Влашкамала плаќа 50 евра кирија, ова чаша плаќа 350. Така. Плюс, со паушалот што добива држава, ништо. Го губи паушалниот данок, што плаќале 25-30 илјади денари годишно. Тоа се сигурни пари. Сигурни пари што државата ги земаш. Сега со фискализација не може да ги земи. Значи, со сама фискализација држава не зема никаков данок. Не се дадува врзници, не зема ништо. Значи ги губи и тие пари што ги земала. Ама знаеш што е само профитираат книговителите. Ако му земали 400 паушалци, само му земе 2000. Државата поќе е во загуба негов добив. Ако на државата беше цел да работат за книговителите, имаше и друг начин да го направат. Ништо не постигува со самата фискализација. Ги направивме ние сите математики, ги решивме. Нека терет овие се што ти имат право година пак да поднесе за паушал. Тоа не е спорно. Финансиска математика ќе направиме оно што знаеме ние. Мора да купиш фискални каси и тие не се ефтини. Ако утврдиме дека
имаме помалу давачки, кофискализирани, а некои паушалци, па в година сите ќе се фискализираат. Шанса немат. Тоа ќе ти кажев, значи, ситните занаетчи губет со фискализацијата. Зашто? Сите трошкови му се наголемвет. Сега баш пред идење овде, бев кај Берберов комшијава и викат, комши викат, јас ако клам фискална викат. А сега го плаќам книговодителот 100 евра годишна. А така треба 100 евра месечно да го плаќам. Тоа е тоа што кажав, ки Да, кажа се книговодителите наговарка на нова. државата. Викат и други трошкови се зголемвет. Повлекви цвето фискализирањето. А тие се ситни, поединци се, по еден, по двајца вработени, ја се, ја не се, и тоа е тоа. Најчесто по еден. Така, најчесто по еден, Не, да. најчесто него по закон. Поединец за не, да. Ако Така е паушално мој да бидете до ночна фирма, само ако имате ја вработа. За Ако се кондураджите двајца, тоа не не важи? Не, пошто сме дефицитарни. Добро, Уште се е мене спасите. фалија да ме Се спасите. фискализират, Да. а јас четврто Добро, деление вие имам сте завршено. Ама Те замислите се, јас како кондурач имам завршено четврто деление. Од кај знам се јас да работам со фискална газа. Ќе научиш. Мласи ке научиш. Ќе научиш, Ај, Саша. што не има најдено. Ајде нешто позитивно за Ајде. крај, си ги слушнавме Ајде. проблемите, ви ги слушнавме, се соживеавме со нив, посакувам да бидат подобри состојбите. Ајде нешто попозитивно за крај да мотивираме некој да се занимава со занечиството. Ајде нешто за крај што би споделиле. Па би Повели се. споделил, например, тој што сака да се занимава со занечиство, ќе мој да си дозволи да пуши цигари, дојде ежегодишно на море, да слави Нова година. Ако има деца, а треба да ги студираат надвор од Охрид, не може да ги студираат, нема доволно финансиски средства, тоа го осетив на своја кожа. Убавата страна на занечиството, сега да биде малку поозбилен, е сам свој газда, тој убот. Да. Што е убото тука? Да речеме, керка ми во Магна работат, а имаат завршено козметичарка. Средна школа има козметичарка, работат во Магна. Која е разликата? Јас имав од Магна една убава понуда таму, за убава сума на пари, некој раководно место, што ја одбив од следние причини. Значи, 32 години јас сум во Чашијана. Само неколку души се пред мен во Старна Чаши. Сега, ние знаеме кафе кога да си пијаме, цигаче кога да си запалиме. Ако ми се Кога смачило пауза ти или треба само да си работа, направиш. Така е. Ево, вие се јавивте па дојдов во емисија. Така, така. Ако би бил во некој погон, Нема. кој што е керка ми, например, таму треба некој да ми каже кога да јадам, што да јадам, кога да запалям цигаре, да закаснам со паузата од 5 минути, во 7 да сум на работа, И кога даваш во тоалет. и во Така. тоалет, што е Некои многу фирми битно. дефинитивно. Да, така тоа е е. најозбилно Тоа си така. имат пишани А правила вака, таму. пак велам, ние кој Слободата. занечиве, Така, точно ја она имате што не таа сме, слобода. не сме вистина некоја висока профитабилна дејност, али пак велам, одам на море кога сакам. И за Ама една жена ми немој живеачка дојде на се море има. кога сакам. Кога ќе каже тотнаму кога да, тога ќе. Пак велам, ако сум од 9:30 на работа и 10 минути да закаснам, не е страшно. И поруча како не одам од било кој причини, никој нема кој да ме каза. Не никој. Мора да сме одговорни према самите муштери. Ако си напишал од тогаш до тогаш си тука, мораш да си тука. Али ево испаѓаат ситуации, Така. кај што можеш и да не си тога. Не дај Боже, до на болница, до ваму, до таму. Кој ќе те спречи? Така. А вака три да бараш, те пушили, не те пушили. Не е Влегло во едноставно да се слободни работи. денови, не влегло во слободни денови. Значи и за нечиството ние Си има самостојните. свои позитивности, си има тоа сакам да Што споделам. јас самиот велам, јас ево на 54 години не би можел ништо друго да работам освен ова. Јасно. Значи се работа за една долга навика на многу работи. Што не можеш едноставно Така, не да се се одвиеш. менуваат, така. Да. Ване, ајде вие позитивностите споделите. Па јас само ги од со вашата две работи ќе се професија. надоврзам на Саше. Значи, кога си собствен занаетчија, односно сам свој газда, што рече Така. Саше, има две работи. Ако си на небо, во позитива, си од себе. Ако си под земја, пак си од себе. Не зависиш од друг. И можам да му порачам на младите денеска,
со било кој занает да се зафатет, нема да изгубет. Пошто нас е во 101 година, фала му на Бога, занаетот никош без леп не остава. И шо вели Цаше, да ош на одмор 5-6 дена, на 5-6-10 години да смени школа, имат. Фала Богу, имат. Работаме, се исплаќа. Така е. Ето така. Така е, ви благодарам многу што бевте дел од емисијата Прашалник. Ви благодарам на убавото време поминато заедно, навистина се направивме еден убав муабет. Посакувам повеќе позитивни работи да споделуваме, но веруваме и да се надеваме дека во иднина ќе биде и така. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во следната емисија.